Оваа зима, која ги покажа своите последни заби, донесе интересни резултати во поглед на практичното користење на електричните возила. Сите добро знаеме дека на студено време се намалува капацитетот на батериите, кој може да изнесува и до 50%. Затоа и од повеќе страни започнаа да пристигнуваат мислења и предлози како најефикасно треба да се справува со овој проблем. Аналитичарите на една компанија која се занимава со софтвер за телематско следење на флоти комерцијални возила направи сеопфатна анализа од која заклучи дека едно од најбезболните решенија е да се вози побрзо. Звучи контрадикторно, но сепак не е. Според нив, клучот лежи во потребата за грејење на внатрешноста на возилото, кое колку подолго се престојува во него, толку повеќе струја ќе потроши. Сепак оптималната брзина според нив не би требала да биде над 60 км на час заради отпорите на воздухот. На истата тема размислуваа и во Форд, чии инженери подготвуваат технологии со кои ќе се намали потребата од енергија за загревање на внатрешноста. Нивната идеја е со грејење на некои делови со кои возачот доаѓа во контакт да се одржува целокупната температура во кабината пониска. Конкретно, покрај во воланот и седиштата, работат на инсталирање грејачи во централниот наслон за рацете, патосниците, панелите на вратите, наслоните за главите, па дури и во штитниците од сонце. Тестирањата спроведени на електричен транзит на температури до -7 степени Целзиусови покажаа дека на тој начин може да се заштеда 13% од потрошената електрична енергија. Таа искористена за возење ќе зголеми автономијата за 5%, односно во конкретниот случај за 20 на километри.